Опозицијските пратеници во Косово уште еднаш фрлија солзавец во парламентот во знак на протест против Бриселскиот договор за унапредување на односите со Србија и договорот за демаркација на границата со Црна Гора. Во изминатите 3 месеци опозицијските пратеници неколку пати ја прекинуваа собраницката седница. Последниот нивен протест доаѓа по 2 дена откако полицијата го апси Албин Курти, лидер на опозицијското движење Самоопределување. Во главниот град на Молдавија, Кишињев, денеска се одржаа протести на кои се бара оставка од политичките лидери и спроведување нови избори. Молдавија е во политички немири откако $1.000.000 исчезна од банките во земјата во 2014 година. Во октомври владеачката коалиција се распадна откако политичките партии не успеа да формираат нова влада или спроведување на нови избори. Последните демонстрации доаѓаат откако 13 луѓе беа уапсени за наводно планирање на напади во Кишињев и северниот град Балти. Украински националисти се обидоа да влезат во седиштето на еден од најмоќните олигарси во Киев. По собирот во главниот плоштад толпата се упатила кон канцелариите на Ринат Ахметов. Тие го обвинуваат Ахметов за подршка на сепаратистите во Источна Украина, каде тој има големи бизнис интереси. Полицијата ја спречила толпата да влезе во неговите канцеларии, но демонстрантите фрлале димни бомби и црвена боја кон зградата. Казахстанскиот претседател Нурсултан Назарбаев беше топло причекан додека влегуваше во Палатата на независност во Астана, каде го одржа своето годишно традиционално обраќање кон нацијата. Тој зборуваше за соборувањето на рускиот борбен авион од страна на турската војска, изјавувајќи дека тоа може многу да наштети во борбата против тероризмот. Тој ги повика Турција и Русија да спроведат заедничка истрага за случајот и да ги обноват своите односи. Една недела откако во Крим беше прекинато снабдувањето со електрична енергија, главниот град на полуостровот се уште е во мрак. Уличните светла во Симферопол се уште не работат, а генераторите за електрична енергија обезбедуваат струја само за некои згради. Крим и по руската анексија се снабдува со електрична енергија од Украина. Украински активисти ги саботираат далноводите во Украина кои пренесуваат струја до Крим.